Не е важно дали луѓето фрлаат камења по тебе, најважно е што градиш со нив, ѕидови или мостови. Во време на се уште недоволно смирени страсти во македонското општество, дали Македонија во периодот пред нас ќе гради ѕидови кон светот или мостови што ќе ја поврзат? Дали Балканот повторно распламтува, гори меѓу Србија и Косово? Македонија избира партнерство со најмоćните или поглед во неизвестноста? Што можат да помогнат членството во НАТО и Европската Унија? Каде се позиционираат младите? Прашање и одговори за договорот со Грција. Крие ли замки од кои Македонија треба да стравува? Стартува новата сезона на Отворено од плоштадите во градовите што ги представуваат 6 изборни единици во Македонија. Гледајте не од Штип, Струмица, Битола, Струга, Кавадарци, Скопје. Граѓани, студенти, активисти и професори. Вечерва во Штип ја почнуваме оваа нова сезона на Отворено, а вечерашни наши гости се професорот Страшко Стојанов од Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Добар ден или добро вечер за во ова вечерашно гостување на Отворено. Ана Чупеска од Универзитетот Кирил и Методи. Здраво. Добар ден и за вас. Се надевам ќе имаме убава дебата. Да. Викторија Кукушев од Младинскиот совет во Штип. Тоа е еден дебитант во дебатните емисии, но очекуваме, се разбира, младите да го кажат својот глас. И добро познатиот новинар Столе Наумов, кој што ги познава приликите и регионално и локално, а бога ми и глобално според тоа што можеме да го видиме во неговите емисии. Наумов, добра вечер и за вас. Стојановски, почнуваме како што почнавме. Договорот со Грција со многу контроверзија обележан во јавноста и јавноста се уште има дилеми дали е тој добар, штетен, може да биде полезен, крие ли замки или не крие. Да стартуваме прво со оваа тема која што е иманентна за она што се вели идно членство на Македонија во НАТО и ЕУ. Уште еднаш добар ден и ви благодарам на поканата. Примерно имав една синтагма која што синоќ ја прочитав и мислев дека ќе биде добра за завршниот дел од дебатава, но не е лошо и да почнеме со неа. Тоа е една мисла на Вейнер кој што вели како да се промениме за доброто на нашите деца, а да не ја заборавиме жртвата на нашите родители. Во многу нешта ние сега сме како општество, како држава, пред една ваква дилема која што би значела подобра или полоша перспектива за државата и за општеството во иднина. Договорот е веќе реалност, склучен е, знаеме, летово во Преспа и самиот договор можеме да го поделиме на две целини. Втората целина која што се однесува на билатералните односи помеѓу Република Македонија и Република Грција, во најголем дел е многу малку проблематична или можем да ја оценам како позитивна, тоа е од член 9 нагоре. А во првиот дел кај што се зборува за промената на уставното име, која што да не сметаме дека сме затечени, ја очекувавме некако последните 25 години, колку што траат преговорите со Република Грција, повеќе од 25 години, е проблематична во одредени сегменти. Проблематична е, тоа е веќе елаборирано и кај вас на дебатите и на другите телевизии, пред се во делот на идентитетските прашања, кои што не беа предмет на преговори, не се во рамката која што е дефинирана од Обединетите нации кога почнавме да преговараме, но некако се наметна, може би некаде околу 2004-2005 година, после оној Истанбулски самит, ако се сеќаваме, има тогаш 9 точки кои што беа исфрлени. Во рамките на тие 9 точки беа ставени и низа на идентитетски прашања. Но ќе морам да ја прекинам. Да, идентитетските прашања се токму оние на кои во моментов јавната кампања е насочена и таа е дека Македонија, македонците, македонскиот јазик се загарантирани во договорот. И впрочем, тоа е придобивката, главната придобивка од договорот која што Македонија ја добива. Да, меѓутоа тоа е исто како да кажете дека вие сте ми ја подариле мојата сенка која што ја гледам пред мене. Знаете, тие прашања не беа ни проблематизирани. Во моментот кога се проблематизира, можеме од тој момент до сега да влечеме заклучок дека еве за нешто сме се избориле.
Значи, прашањето на себе идентификацијата е една од придобивките на либералниот концепт кој што вели дека можеме да се изјаснуваме онака како што сакаме. Иако таа себе идентификација или тој идентитет е повеќе слоен, комплексен и постојано флуктуирачки, да се разбереме, и себе идентификацијата во многу или идентификацијата, идентитетот во многу што зависи од општествената категоризација, односно како останатите ве перципираат вас. И сега во тој сегмент можеби можеме да изведеме некакви заклучоци дека еве се гарантира правото на македонци, иако тоа право кај што е дефинирано државјанството, стои македонец слеш, нели, државјанин на Република Северна Македонија. Добро, на некој начин се деноминира, односно, Ана претпоставам дека знае, имаме неколку модели на градење на нациите, односно два основни. Едниот е етничкиот модел, другиот е оној граѓански или цивилен модел. Сега ние инклинираме од етнички кон цивилен модел, кој што и не е нешто стран на Балканот, го имаме како присутен во почетокот на градењето на балканските нации и држави, но денеска во услови кога целото обкружување во регионот гради етничка нација, а ние промовираме цивилен модел, кој што за внатре може и ќе создаде дури и предуслови и придобивки, ќе имаме поинклузивно општество, во ново најмал случај го деноминира македонскиот национален идентитет. Добра, благодарам. И проблемот е само, извинете, уште една реченица, проблемот е во делот на придавската употреба на терминот македонски, зашто може подоцна да разговараме. Чупеска, истото прашање. Впрочем, идентитетските прашања во договорот, како еден од главните цели на оваа дебата што сега се одвива, на која што се води практично и референдумската кампања. Имаме ли таму проблем или не? Апсолутно никаков проблем нема. Ние треба да се радуваме на овој договор. Прво од причина што полноправен субјективитет добиваме во смисла на меѓународна политичка комуникација со овој договор, а дополнително афирмацијата на македонското прашање и идентитет е заокружено како не ексклузивистичка аскрипција наспроти она што нели во Грција се смета за македонство. Наспроти исказите на колегата дека е деноминиран македонскиот идентитет, тоа не е воопшто точно, напротив, ние можеме да се пофалиме со во делот на испишувањето фактички на концептот на националноста, односно во превод државјанството. Имено ние на две нивоа тоа го регулираме, го задржуваме македонско-етничкиот аспект, но додаваме една дополнителна димензија која се однесува на мултикултурниот карактер на нашето општество, што значи ние немаме ексклузивно националистички пристап во однос на оние кои што ќе ги практикуваат правата кои што произлегуваат од државјанскиот статус на нашата земја, имено Македонија. Така, благодарам. Кукушев, претпоставувам дека и меѓу младите се развива оваа дебата, која што сега ја споменавме. Се разбира дека се развира. За нас младите договорот представува, односно го крие клучот кон нашата иднина и просперитет, кон НАТО и ЕУ интеграциите. Апсолутно се согласувам со професорката и со нејзините ставови. Иако постојат млади кои не се уште го имат прочитано овој договор и не се уште имаат изградено став во однос на ова прашање, навистина ми е драго што се организираат токму вакви дебати и има информативни каравани кои патуваат од град во град, преку кои може да ги информираме младите што всушност ќе ни донесе овој договор, а што всушност и би изгубиле со овој договор. Според мене сметам дека единствено нешто кое го имаме изгубено во овие периоди се само 27 години на застој. Благодарам, Наумов. Дали и пред 27 години можевме да направиме ваков договор? Можевме. Политиката е уметност на можното, не на тоа што сакаш. Така да, јас исто така би рекол и би ги обвинил сите гарнитури на назад, зашто не го направиле ова порано. Тоаш немаше да има ни бугарски пасоши, напротив, македонски пасоши ќе вадаат другите држави за да патуваат во Европа. Меѓутоа, дали било можно? Мене ова повеќе ми наликува на американските блокбастери, филмови, добриот и лошиот, таа дилема
дали договорот или бойкот или значи повеќе таа паралела што ја споменав уште на почетокот, ти ѕидови и мостови. Јас сум за градење на мостови, тоа квалитетни мостови кои што нема така лесно поради корупција да се срушат како тој во Дженова, на пример. И таа реченица што ја употреби господинот професор на почетокот за децата и жртвите, односно минатото, мислам дека не е баш најсоодветна. Мислам дека, сега да вулгаризирам, магарето и змијата се неупотребливи, не е од таков тип оваа дилема, туку повеќе добро и лошо, изолација и перспектива. Затоа што треба да се носат одлуки, треба да се носи договор. Ако тоа порано се направеше, ќе беше подобро. Значи, политичарите имале избор, поради дневна политика не го направиле тоа или поради непостоење на позитивна клима во Грција, не знам. Можеле или да ги прекинат преговорите, или да постигнат некаков договор. И сега, не знам дали е целосно точно тоа што вели дека идентитетските прашања настапиле после 2004-та. Уште на самиот почеток било тоа проблематизирано и не само идентитетот, никој не зборува за идентитетот. 91-92 година во Белград кога се преговарало, мислам дека треба да го знаете тоа, не се преговарало за името на Македонија, туку како да се подели Македонија. И знаете тие средби Милошевиќ со грчкиот премиер, на кој што не отишло Жеју Желев, кој што е многу битна фигура, заслужна за Македонија. Ако се подсетиме на тие времења, тоаш сите овие дискусии се безпредметни. Така да, мислам дека треба да размислуваме за тоа да преземеме обврска, да преземеме одговорност. Тоа сега се случува, се споиле коцките и не треба да се трагедизира. Да, ризици постојат, меѓутоа секој договор има такви меѓународни. Земете го и Дејтонскиот договор и кој сакат и рамковниот договор, ке се толку напише на англиски, па преводите. Така се прават тие договори за да бидат еднакво незадоволни или еднакво задоволни и едната и другата страна. Затоа што на крајот на криштата, тоа професор Спасов што го вели, да го донесеме Мицотакис тука да држи митинзи, а Мицкоски да го однесеме во Грција, тогаш сигурно рейтингот за во полза на договорот ќе биде многу повисок и кај грците и кај македонците. Некако ги скокнавте овие идентитетските прашања што ги загатна и Стојановски. Тоа се може ли со договор да се избрише идентитет? Не може во никој случај. Видите, знаете како се губи идентитет? Ако немате со кого да разговарате, својот јазик да го разговарате. Ние колку и да се правиме важни, сепак нашиот јазик е мал. Еве јас од аспект на влашката заедница ќе го кажам тоа. Се помалку имаме луѓе со кои што можеме да го зборуваме тој јазик. Се помалку луѓе од нашата заедница го знаат тој јазик. Тој јазик е во изумирање. Земете ги македонците кои што се во диаспората, во странство, кои се гастарбајтери. Нивните деца, новите генерации не го познаваат добро тој јазик. Значи, ако немаш ти институционална можност да се унапредува тој јазик, да се зборува, тој јазик ќе се изгуби. Затоа што идентитетот зависи од нас и пред се од нас. Затоа што тоа со графата, со слеш, и во СФРЈ, на пасошот и во графата пишуваше државјани на СФРЈ. И до пред неколку години кај нас во личните карти не пишуваше македонски, пишуваше државенство Република Македонија. Еве еден друг момент ќе ви кажам. Погледнете во личните карти. Не пишува етничка припадност, дали албанец или кај мене не пишува оваа. Пишува македонско. Значи, националите е идентификување со името на државата, припадност на одредена држава. Етничката припадност е сосема друга работа. Добро, Стојановски, од каде тогаш стравот што или скептицизмот што тука го изразувате особено кон овој дел од прашањето? Да, видете вака. Во право е последниот соговорник, значи во делот кај што можеше да се употреби етничка, условно кажано, синтагма, која што се толкува како државјанство, односно припадност кон одредена држава. Меѓутоа, сега, де факто се етнифицира терминот македонец, кој што се користи пред државјанин на Република Северна Македонија, и тоа отвора веќе други прашања кои што се проблематизираат внатре во Република Македонија. Мислам дека вчера излегоа од политичките партии на албанската етничка заедница и кажаа дека ќе бараат промени тука. Меѓутоа, тие промени не би можеле да одат во насока наместо македонец да стои албанец, затоа што кај
пасошите на припадниците на оваа заедница, затоа што тоа реално ќе им прави проблеми при патување надвор од државата. Значи реално постои можност дури со тек на време тоа македонско да се изгуби, затоа што се етнифицира, ме разбирате. Претходно тоа не се толкува нужно како етничко македонско, туку како припадност на одредена држава. Во тој дел, многу проблематичен е делот на придавската употреба, кај што речиси целосно се забранува, па дури одиме до степен на damnatio memoria, историско, кај што се забранува употреба на придавското значење на терминот македонски, односно кај државните институции и оние кои што на некој начин директно или индиректно се финансираат од државата, многу јасно е ставено член 1.3.ѓ, кај што мора да се употребува називот Северна Македонија, скратено или Република Северна Македонија за самите институции или организации, и доколку се приватни субјекти, замислете до кај се оди, се упатува на членот 7, 3 и 4, а став 3 кај членот 7 пак упатува на став 2. И тука во ставот 2 се дефинира што е она што е грчко, условно кажано, односно некаква територијална географска припадност, употребата на терминот македонски, а во ставот 3 што ќе остане за Република Македонија. Ова води кон нешто друго кое што во најмала рака можеме да го разбереме од гледна точка на Грција барем. Тоа е териториализација на националниот мит. Значи Грција има проблем кога ние, и е разбирливо од нивна гледна точка, кога ние дел од нашиот национален мит го градиме или извира од таа територија на Грчка Македонија денеска. Добро, благодарам Чупеска. Во делот на придавката постојат доста дилеми за тоа како и каде ќе се употребува и од Стојановски слушнавме за условно речено штетноста на тоа. Напротив, никакви дилеми не постојат, многу е прецизно наведено кога ќе се употребува и како ќе се употребува. Имено придавката, значи изведбата нели во смисла на северна, ќе се употребува за се што е поврзано со државните институции, другите субјекти што оперираат во општеството надвор од него немаат таква врска. Зошто? Од причина што она што е јавен аспект или јавна институција неретко стапува во меѓународна комуникација со други такви јавни институции. И заради, ако ми дозволите, вам молам, не ме прекинувајте, во финансирани мислејки дека се јавни, така? На јавни Добро, еве ману, што станува со ману. Имено. Нема дилема. Имено, јавните институции, оние кои што се поврзани со државата, тие несомнено стапуваат во меѓународни комуникации. Државата исто така и она е нели е главната политичка институција на општеството. Значи државата се реименува од тука и сето она што е поврзано со незе. Тука апсолутно тоа се си е логично и во ниеден дел во општествената стварност каде што ќе стават други субјекти што не се поврзани со нели со тие јавни работи, условно кажано, нема да има таква врска за нив. Ама така не пишува таму. Како не пишува, вие го прочитавте ли договорот? Ама не еве прочитајте го имате пред вас, не е проблем тоа. Ајде убаво да го прочитаме. Значи видете приватни субјекти Ѓ. Ајде да го видиме. Член 1 3 Ѓ. Добро. Да го читаме Тоа договорот, може после емисија да си го читате меѓу вас, но во секој случај оваа дебата претпоставувам дека ќе продолжи и во наредните 20 дена, веројатно и после тоа кога ќе треба да се случуваат уставните измени. Стојановски, сакам само тука да ве прашам, доколку ја прашате владата во Атина или претходните влади во Атина, Македонија веројатно никогаш не ни требаше да постои како држава. Сметате ли вие дека можеше да се извади подобар договор од овој кој што е направен во овие услови со ваква држава која што беше девастирана на сите можни начини во изминатиот период? Со слабени институции, со криминал, со корупција. Знаете за каква држава важеше Македонија за заробена. Можеше ли да се направи подобар договор во едни такви услови? Се согласувам во делот дека добар дел од институциите во претходниот период беа навистина девастирани и нивото на политизација исто така голем проблем представуваше. Сега мораме да зборуваме, дури се сведовме на ниво на одново градење на одредени институционални капацитети, за жал. Не би можел да дадам директен одговор, навистина, затоа што ги немам во предвид сите околности околу кои што се случила оваа спогодба или договор, но во најголем дел во меѓународната сфера или меѓународните околности создадува предуслови токму во овој период да се склучи договор. Тоа е очигледно. Значи да имаме либерална влада во Грција,
влада која што може да склучи компромиси, која што не се води од дневната политика, туку делува малку попрагматично, кое што Добро, ви може би благодарам. не е карактеристика одговор за конкретен, левичарство. дали велите не можете да заклучите во овој момент, дали Не може, меѓутоа Да. се создадоа околности создадоа очигледно околности, дека така. во овој период за да се склучи договорот. така. Наумов, На никој не му е мило ако биде референдумското прашање дали сте за промена на името, тоа сигурно нема да успее. Ама која е алтернативата? Јас не сум го напишал, не сум го преговарал договорот, сум го прочитал. И многу работи треба во кампањата да си ги објаснат оние кои што го носат товарот на договорот. И што ќе се менува во преамбулата, јас колку што знам, македонскиот народ, делови од народи, албански, бошњашки, нема да се променат. Меѓутоа, ова господинот што го споменува со ризиците, да, кажете која е алтернативата. Еве споменавме мостови. Со зидовите што правиме? Ќе си ги изградиме, што ќе ни донесат тие зидови? Затоа што фактите се немилосредни во полза на напредокот на тие простори кои што стануваат дел од семејството на Европската унија и на НАТО. Се немилосредни се. Тука нема контрааргументи никакви. Зборувам за бројки конкретни, младен економија следеше толку време. Така да не знам зашто друго да расправаме, освен за тоа дали има алтернатива овој договор. Дали може да се напише подобар. Поповски професорот, академикот, вчера мене не ме изненади затоа што без разлика на некои критики што веднаш ќе ги каже некој за него дека настапува политички како конвертит, менувал партии и така натаму, во историскиот, тој е пред се историчар, научен дискурс секојаш бил конзистентен. Јас правев интервју со него која беше предлогот за Илинденска Македонија. Тој беше категорично против тој предлог. Со аргументи зошто и кажа дека поприфатливо е Северна или Горна Македонија. Па дури со факти докажуваше дека Илинденското востание е автохтоно, автентично македонско. Може би имало иницијални капести од бугарско влијание, меѓутоа домицилното население доминантно сите тие кои што учествувале биле од оваа територија, биле македонци. Така да штом такви професори така велат, штом тие велат дека било која алтернатива може да биде полоша, затоа што така коцките дали ќе се склопат, кога ќе дојде некоја друга власт на место на Ципрас, што спомена професорот дека е либерален, дека поинеко размислува, тој дури не се ни законна на теократскиот аспект го отфрли кога дојде на премиерската функција. Не знам некој друг премиер, еве Мицотаки со овие ставови, не знам со него дали ќе може да се преговара и испреговара и колку време треба. Малку околу тоа, дали договорот крие замки за да го завршиме овој корпус од прашања? Во смисла противниците или условно речено противниците на договорот велат кога ќе дојде Мицотакис на власт, што е можеби известно, можеби не е за година или две, дали има шанси понатаму да условува кочи во преговорите со Европската унија врз база на договорот исполнување или неисполнување на одредени параграфи, односно заради тоа што можеби двете страни различно ќе толкуваат одредени елементи од договорот. Чупаска? Значи во договорот многу е интересно, многу детално е наведено, поделено тој има нели оперативни делови и политички делови. Тие оперативни делови се однесуваат меѓу другото и на евентуални проблеми кои што може да произлезат од различно толкување на самиот договор. Дотолку повеќе што и акциски планови се вклучени во самиот договор. Имено, ако се деси спор во текот на, нели, на она што треба да се исполни во што произлегува од договорот, предвидено е дека тој спор ќе се реши по мирен пат во согласно со повелбата на Обединетите нации. Тоа е едно. Друго, евентуално за спорно решение страните се должни, значи задолжени имаат внатре во договорот што ќе го прифатат да го решат, да прво да пробаат да се договорат меѓу себе, да го решат нели по мирен пат или по пат на преговори. Доколку не успеат, толкувањето на различните одредби од договорот може да побараат толкување може да побараат и од меѓународниот суд. Не, конкретно ми е прашањето. Така Може ли Грција да го блокира почетокот на некоја глава од преговорите заради делови од договорот што она смета дека не се исполнени? Освен тоа, Грција, не владата на Ципрас, Грција како држава ја зема обврската за овој договор. Значи, како што сегашната влада ја земала обврската, меѓутоа државата
И понатаму, независно која ќе биде владата, има обврска да го испочитува договорот. Од тука, не знам што треба да се сакаме да случи, кажеме дека за да не... политичката култура, ако е на доволно високо и свесно ниво, нема да дојде до тоа. Стојановски, што мислите вие за ова? Нема да дојде, да. Да, имаме искуство барем за тоа. Сега не е тоа некој длабоко минато, ниту антика, тоа е договорот од 1995 година. Привремената спогодба. Привремената спогодба, да, и знаеме дека таа спогодба не беше испочитувана. Не само тоа, туку истата спогодба не беше ниту до ден денес не е ратификувана во грчкиот парламент. Беше ратификувана само еднострано, што не значи дека не беше спогодбата во меѓународен оптек. Видовме преку пресудата на меѓународниот суд. Да, но Значи, ако така ги гледаме работите, дали ова значи дека утре или за 10 години, кога Македонија ќе биде дел од Европската унија, да речеме, дека може да се соберат 81 пратеник, да го сменат повторно уставот, да го вратат старото име Република Македонија и никому ништо. Тешко. Зошто? Не. Значи овие процеси кога Мислам, веќе кој тоа би го спречил, еве прашувам. Кога веќе еднаш се креира, тоа прво треба да Јас зборувам воспоставите. од теоретски аспект. Од теоретски аспект дали е возможно? Меѓутоа чисто практично возможно е теоретски, меѓутоа практично е неизводливо тоа. И Грција да го прави теоретски затоа блокирањето што понатаму. вие сте во меѓународни организации, сега ќе бараме билатерално да воспоставиме односи, тоа е еден напорен процес кој што и сега нема да оди толку брзо, а не па да биде реверзибилен. Сакам само да изведам една чистина на тезиве. Тоа може да го прави и Македонија утре и Грција доколку се нема политичка волја за решавање на споровите. Тоа прашање се поставува како замка, дека сето ние како обврска ќе го реализираме, ќе направиме уставни, ќе изгласаме уставни измени, што ако после тоа не го почитува Грција. Во договорот веројатно е ставено тоа, мислам дека е ставено, се враќаме на почетни позиции. Меѓутоа не може да се промени така лесно уставот затоа што е потребен бадентер. Мислам дека за сите прашања така да такви лесни промени не се можни, а инаку ова со Мицотаки, со новата власт. Политиката е прагма. На Мицотаки сега му одговара да напаѓа, а му одговара и некој друг да му го заврши ова, што ќе му биде товар и на него, па повторно се зафаќа со проблеми. Мислам дека нема да се менува, да го отфрлаат договорот. Проблеми во етапноста на преговорите на тие поглавја со Европската унија, да, ќе има. Меѓутоа секој договор земете го и Дејтонскиот, земете и спогодбата, секогаш има почитување и непочитување. Кога ја споменате спогодбата, добар дел од овие одредби сега што ги има во договорот се препишани буквално од спогодбата. И ова за неупотребата на сонцето, го изгубивме сонцето од Кутлеш, од Вергина, тоа го споменуваат противниците. Па и во спогодбата го пишува тоа дека не сме да се употребува, така? Од институциите, а сега на јавни места. Да се охрабрува, не може како новинар никој да ме натера јас македонски да не употребувам. За придавките нема проблем. Има за името, значи на крајот на кришта, вака да ја прашам. Ако биде, што е подобро да биде? Академија на науките и уметностите на Северна Македонија или Национална Академија на науките и уметностите? Има библиотека, национална универзитетска, како се вика. Дали е тоа помалку македонски од ако биде национално? Што подразбирате под национално? Не знам, академијата во Бугарија, како е во Србија, како е во Хрватска, како е во Грција, како е кај нас, како ќе биде? За да објаснам, проблемот е кај емоциите. Вакви спорови, професор Денко Малецки вели, кои што се целосно набилдани со емоции, многу тешко се решаваат. И треба да се спушти работата, да дојде момент да се склопат коцките за да се решат. Многу полесно вели може да се решат проблеми, спорови за територија отколку вакви идентитетски со името. Многу емоции се помни. Еден аналитичар од Бугарија, Крастев, јас низ примерот со Косово, ќе се обидам да го илустрирам ова, да го објаснам. Вели, јас во Косово и во Србија знам 10 луѓе од 10 кои што можеби ќе се борат или ќе се борат за Косово, ќе одат во војна. Меѓутоа, од 10 луѓе не знам ниту еден што сака да остане да живее во такво Косово. Е така и со Македонија. Јас знам 10 луѓе кои што од 10 ќе бидат против промена на името. Меѓутоа, 10 од 10 ќе речат во анкетите и го викаат веќе тоа, поготоа младите, дали ќе живееш во Македонија? Не, сакаат во странство да заминат. Мораме малку пореално да ги гледаме работите. Јас не пропагирам легитимно и бойкот. Легитимно и против да си. Кој како се одлучи? Легитимно и за. Дури сметам дека и за бойкотот треба малку поголема тензија да има, затоа што ако има поголема тензија, повеќе ќе се ангажираат странските фактори, затоа што и кај нив е битно ова. Ќе се вклучиме во тоа, Кукушев, во делот на она што го велиме придобивки од евентуалното членство во ЕУ, но и во НАТО од аспект на економијата. Претпоставувам дека добар дел од младите тука ја гледаат својата шанса.
Вие имавте и некои истражувања во однос на ова. Се разбира, значи Советот на млади во сите своји активности ги промовира европските вредности, ја пратиме Европската стратегија за млади од 2013 година до 2018 година. Имавме кампања по повод Меѓународниот ден на младите, каде делевме флаери со сите оние бенефити кои ги имаат младите луѓе кои живеат во земји членки на Европската унија. Пред една седмица имавме и разговор со амбасадорот на САД господинот Джес Бейли, каде токму ги отворивме овие прашања кои се можностите на младите во Република Македонија во однос на тоа, на вработување, на образование и зошто младите избираат да се одселат од Македонија, а воедно што е тоа што ќе го предобие Македонија со влегувањето во ЕУ во НАТО. Воедно го отворивме и прашањето околу референдумот и колку младите се информирани за овој референдум. Сметам дека сите млади тежнеат и сакат оваа земја да видат европска. За сите останати кои не го посакуваат тоа, сметам дека не доволно се информирани за оваа работа. Ние спроведуваме активности, се вклучуваме во дебати и во расправи во овој период. Токму од таа причина и тие млади кои не знаат што носи Европската унија и НАТО алијансата се запознаат и да изградат свој став во однос на референдумот на 30 септември. На нас ние знаеме што носи Европската унија, бидејќи со дословно да кажеме отварањето на онаа врата со визната либерализација, многу млади замина на младински размени, се воведе Еразъм плюс програмата. Сега стравувањето тука е дали уште повеќе ќе си отидат доколку утре станеме членка на ЕУ. Па јас не би кажала така, бидејќи еве да го земеме примерот од Бугарија, можеби некаде во почетокот кога Бугарија влезе во Европската унија, се случуваше тој феномен на иселување на младите, но меѓутоа еве од 2013 година во Бугарија се рапидно се зголемуваат бројките на млади кои се враќаат во Бугарија. Зошто? Затоа што се отворија фондови од Европската унија во Бугарија, се вложува во стопанството, земјоделството, инфраструктурата, образованието. Младите имаат подобри студентски домови. Еве јас сум била студент во Бугарија, ги имам осетено тие придобивки и бенефити како да се биде млад човек во земја членка на Европската унија. Така да мислам дека младите во овој момент нема ништо да изгубат, само може да добијат, а тоа се нови вработувања, нови можности, фондови за развој на предприемништво, млади земјоделци, понатаму подобар квалитет на образованието, различни теми. Предпоставувам воведување на нови стандарди кои што во системот доколку добро се имплементираат, иако тоа е малку дискутабилно кај нас како ќе се имплементираат со оглед на сите претходни искуства, но еве Чупеска, доколку добро се имплементираат, претпоставувам дека тоа може да биде база да се задржи потенцијално добриот кадар во земјата, од каде што ќе се развиваат понатаму новите вредности. Дефинитивно да, не е само Еразмус, значи сега во моментов младиве, нашите млади ги немаат истите можности како нивните врсници во Европа. Меѓутоа, штом ние влеземе, дури мислам дека во текот на преговарањето за младите може да се случи да има поголеми бенефици. Видете, таму мислам дека околу 9 милиарди евра е фондот за млади, кој што, например, се грижи за иницијативи за нивно вработување. Значи, не само образование, вработување, разни обуки, културни активности, иновативни аспекти и така натаму. И не само Еразмус, како што кажав, има програма што се вика Креативна Европа, потоа Европски социјален фонд. Значи, тоа е една лепеза на програми кои што ќе бидат достапни и за нашите млади, за да не мора они да одат во странство во било која европска земја да ги практикуваат истите тие бенефиции, да речеме, од членството. Тоа е во делот на образованието. Значи образование, вработување, обука, културна размена, јазични повеќето од вас ги знаат искуствата на другите земји во однос на странските инвестиции, особено по влезот во НАТО. Тоа што се случи во Албанија и во Литванија, да. и во Хрватска. Наумов, еден пријател мој вели со влезот во НАТО во Европската унија добиваш имотен лист, добиваш печат дека си собственик на својото парче. Да. И реков, тие бројки се немилосрдни. Албанија 3 пати повеќе после влезот во НАТО се зголемени странските инвестиции. Има еден, пак сакам паралели да правиме. Земете од 91-92 па нааму. Најдобро се мери стандардот на луѓето по просекот на платите. Македонија
која почна независноста, имаше многу повисоки плати од Бугарија. За пензиите да не зборувам, може би 4 пати, 5 пати повеќе. Од Романија исто така. Романија беше социјално дно. Тие држави денеска, не знам што се случува со нас, дали некоја проклетство имаме, ние лед во место или како да го наречеме овој период на 27 години, постоеме ли, живееме ли, се развиваме ли, или само преживуваме. Во Бугарија просекот на платата веќе станува поголем од македонскиот. Романија веќе 500 евра направија. Дури тамо се случува диаспората која што бегаше, сега протестираше пред месец-два, бараше ставање ред во државата за да се вратат назад. Така да, што се случува со Македонија? Очигледно, тие сојузи, кои што се богати, носат придобивки големи за членките. Романија и Бугарија. Велам, ние имавме многу повисок просек на плати. Сега ние на Балканот сме најниски. Не знам, Црна Гора има повеќе, Србија има повеќе, Словенија и Хрватска, да не зборувам, Бугарија и Романија не поминаа. Зашто зборуваме тоа? Пак на враќањето на минатото, јас да, треба да се почитува, да се слават тие работи. Ние црпиме идентитет од милион ситуации. Тука поминувале најразноразни цивилизации се мешале, ние сме крстопат. И сега, славното минато е славно и треба да се слави, да се одбележува, меѓутоа не се живее од тоа. Дури тие наши родители, наши дедовци, прадедовци, ако не видат колку сиромашно живееле, би се превртувале во гроб и на нив им е побитно како нивните поколенија, нивните потомци живеат, отколку дали живеат и го зачувуваат поменот, односно помнењето за нив. Тоа знаете како е. Денеска колку да прашате во оваа транзиција, овој капитализам, секој што е посиромашен, што не се снашол кај нас, тоа сноѓа е малку вулгаризирано, се сноѓаат кој што не украл нешто, како изговор вели, дедо ми беше многу богат, татко ми беше богат, сите имале овци, имале имот, не им го вратиле, некоја неправда се случила и си бара непријатели. Тоа е најдобар, минатото во оваа транзиција е најдобар одбранен механизам за секој кој што не успел да се етаблира во општеството. Така и со историјата. Што имаме ние од таа славна историја? Ја ја почитувам, меѓутоа, реално, прагматично, окей. Александар Македонски, ако можеме како приказка да го продадеме добро, да донесеме туристи, се согласувам, супер. Треба да бидеме креативни, малку предприемчиви треба да бидеме. Наумов, Кукушев, Чупеска, Стојановски, референдум на 30 септември, ќе правите ајвар или ќе излезете на гласање? Одговорот ви го оставам веднаш по рекламите. Овде од плоштадот во Штип ја реализираме првата од серијата 6 емисии Отворено, кои што во наредниот период ќе третираат темата референдум и договорот со Грција. Стојановски, прашањето што го поставив пред рекламите беше 30 септември, ќе правите ајвар или ќе излезете на гласање? Ќе размислам во меѓувреме. Тоа би било одговорот. Ајварот не ви е уште направен? Не. Не е се уште готово. Добро, сакавте да реплицирате на Умов во врска со што е алтернативата доколку не излезете на гласање на 30 септември? Не, доколку не излеземе, туку очигледно е дека може да се случи да има проблеми при имплементацијата на самиот договор. Веќе споменавме претходно пред емисијата, некои од роковите веќе се пробиени. Например, беше предвидена комисијата за еден месец. Добро, но ова не е во делот на алтернативата. Не, само да не правиме предолг вовет, пошто емисијата е лимитирана малку. Само да посочам. Значи и во делот на уставните измени очигледно дека ќе се задосни. Кога ќе се отвараат по поглавјата, може да се случи да имаме проблеми. Ние алтернатива мора да имаме и не може премиерот да излезе со став дека еве целиот свет ќе увиди дека Грција, ако евентуално, не дај Боже, не го ратификува договорот, Грција е виновна за непочитување. Тоа веќе е видено кај нас од 90-тите години, апсурден беше спорот, па сепак јавноста, односно светската политика се приклони кон Грција, очигледно од геостратешки интереси. Алтернативи ние мораме да имаме. Алтернативите сигурно не се врзување со некаков евроазиски сојуз или врзување со Русија, што е утопија.
Имаме, например, ние еден договор за стратешко партнерство со Соединените американски држави, кој што недоволно го експлоатиравме до сега, па дури и претходната власт работеше во многу нешта контра тој договор. Ние мораме да работиме многу проактивно од наша страна за експлоатација на тој договор и се разбира кога ја употребуваме синтагмата Европска Македонија, ние треба да си ја сработиме домашната задача, да си работиме на реформа на нашите институции и да создадеме некаков аспект на пофункционално општество кое што би не приближило до алтернативата на евентуалното неприклучување кон НАТО и Европската унија е премногу далеку. НАТО е реална можност. Европската унија Македонија го има специјалниот договор со САД. Ние не го експлоатиравме тој договор, а можевме да направиме многу повеќе од тој договор. Па јас мене ми е интересно, не само што имаме стратегиски договор со САД, ние сега имаме стратегиски договор, колега, и со Грција, имајќи го предвид овој договор, па зашто да не го експлоатираме и тоа стратешко партнерство и таа комбинација заедно може да. Од тука јас не сум скептик во врска со понатамошните обврски, исполнувања на обврските, тоест од договора, така што оптимист сум во поглед на овие работи. Наумов? Тоа ние треба да се ги завршиме домашните задачи. Јас ви гарантирам, до сега ниту една домашна задача не сме завршиле без притисок од странство. Која област сакате, што сакате? И закон за медиуми кој се носи, мора да дојде некој експерт, мора да го прашаме ОПСЕ, да ја прашаме Европската унија, Европската комисија, директивите на Европската комисија, Советот на Европа. Нема реформа што може да се случи во Македонија, а за која што ќе покажат храброст. Затоа што да видат на крајно краишта елитите кај нас во наводници им одговара да не се движиме, затоа што они многу добро се сноѓаат тука. Се менуваат, се ги прават истите работи, има некоја политичка солидарност, не се ги вадат очите еден со друг, не ми го прави тоа кој ќе дојдеш на власт, што ја можам да ти го правам кој ќе дојдам на власт. И мислам дека за да ние домашните задачи, како што вели професорот, се ги завршиме, треба да бидеме дел од процес кој немилострдно ќе не бутка, ќе не уценува ако треба, со рокови, со акциони планови, сето тоа да го завршиме. Инаку колку тоа како ќе се однесуваме на референдумот, сакате да кажете, се обидовме секако и не успеваме, сега е редно да се обидеме на овој начин. Земете, Бугарија имаше валутен борд, не одлучуваше во еден период за парите за буџетот. Странци беа у валутен борд. Они одлучува кој колку плата ќе зема. Па Бугарија не изгуби ниту идентитет, ниту пропадна како држава, напредуваше. Македонија сега има советник од Германија во економскиот. Тоа дека има и порано имавме. Вајгал. Да. Добро, прашања од публиката, тука најавувам. Кој би сакал да постави прашање до дискутантите? Ајде без многу стегање и без многу овако, ајде идеме со првиот ред, повелете. Да. Еве, микрофон. Добро. Здраво на сите. Јас до професорот би сакал да прокоментираме малку го стратешкиот договор со Америка. Вие сигурно знаете како произлезе тој договор. Знаевме дека излеговме од војна и дека договорот е гарантира стабилноста на Република Македонија од надворешни и внатрешни непријатели и зачувување на интегритетот до зачленување на Република Македонија во НАТО и ЕУ. А тезата дека имаме алтернатива воопшто не држи вода. Јас сакав за младите да дискутирам, а веќе се елаборираше ова прашање. Меѓутоа, ако зборите за алтернативи, треба да бидете многу концизни и многу точни, да не ширеме како киша околу Крагуевеца. Има една поговорка која кажуваме сите. И бараме ние, како млад, и јас како млад човек, барам точни алтернативи. Која е алтернативата која што имаме, ако не сме во Европа и во ЕУ? Ние знаеме веќе дека сме во Европа, на самото тло е европско, треба да бидеме во НАТО и тука ова е таа фамилија. Кажете ми малце повеќе за алтернативите, а за стратешкиот договор мислам дека не држи поентата дека не е елабориран и дека не е имплементиран и дека треба да се тој договор експандира и да се толкова како што е. Друга е намената на тој договор. И самите видовме до пред 2 години што се случуваше. Повеленте Стојановски, само ве молам пократко за да може да продолжите. Задржате го микрофонот доколку имате реплика, да. Тој договор произлезе нели после неуспешниот прием на Македонија во НАТО 2008 година и јас не би се согласил дека тој договор ќе заврши или неговата експлоатација ќе заврши со влезот во НАТО.
јас алудирав на нешто друго. Ние треба да покажеме проактивност. Значи, ние досега чекавме некој да не менторира, а од друга страна сакаме да бидеме почитувани и да бидеме рамноправни на маса. Јас сум многу повеќе за интеграција во НАТО, отколку што за интеграција во Европската Унија, од аспект не дека Европската Унија не ни нуди придобивки, апсолутно ни нуди, дел од тие придобивки ги имаме и сега, но колку ги ползуваме. Ние имаме пристап до европските фондови. Но колкав процент од тие фондови ние реално користиме и колку можеме од тие фондови да експлоатираме. Имаме мобилност на млади, секако дека може повеќе. Но Европската Унија е сепак далечна, да бидеме реални. Значи, најмалку 10 години, може би и повеќе, а НАТО е реална перспектива и НАТО не е неопходен и за подигање на економијата, и за да ги задржиме младите тука посредно, но пред се ни е потребен како некаков геостратешки инпут, бидејќи гледаме дека во регионот повторно имаме некакви турбуленции и ни треба таа гаранција. Алтернатива не од аспект да не го почитуваме договорот или да не работиме на негова имплементација кога веќе е склучен, туку алтернатива од аспект доколку се случи нешто што би водело кон блокада на овој договор од страна на Грција, зашто веќе сме виделе во минатото. Значи, мораме да имаме некаков алтернативен пат кој што повторно ќе не води во иста насока. Ме разбирате? Само... Добро. Благодарам. Микрофонот. Да. Здраво. Сакам да прашам за договорот со Грција, бидејќи гледаме многу реакции кај јужниот сосед, дури и повеќе од тука. Зошто е тоа така? Добро, да, во Грција очигледно поекстремно се доживува овој договор. Ајде на умов. Ова е партиско прашање, се наведува да кажеме дека е лош за грците договорот за да ги убедиме нашите дека е политичка тактика е тоа. Се опозицијата легитимно е реков, политиката е таква да секој момент, секоја можност се користи за да крене рейтинг, за да... Земете го примерот со Курц и со Меркел сега. Кога доаѓаше Курц во кампањата на Груевски да му дава подршка, тоа беше лошо за СДСМ. Сега Курц доаѓа да даде подршка за референдумот, сега е добро тоа. Така да немојте, малку гледате по-длабоко со поотворени очи, не дозволувате секоја политичка порака или ситуација да ви се лепи на... Сакам да кажам тоа со домашните задачи. Еве конкретен пример. Италија 60-70 години кога влегла во НАТО, барала да влезе во НАТО, за да може да се справи со мафијата или да почне да се справи со мафијата. Тоа го кажа професорот Гоцки, што тоа се факти. Значи НАТО, ако размислуваме од аспект на емоции, јас сум пацифист, јас сум против воен сојуз. Ама реков, не можете тоа да го одделите. Дури има еден парадокс тука. За да можете да бидете миротворец, пацифист, мора да влезете како мала држава во НАТО за да ви го обезбеди тој мир. Инаку тоа неутралност воена, тоа е извонредно како флоскула звучи, ама е само флоскула, затоа не е изводливо е. Па и Швајцарија има војска, ама Швајцарија се договориле некој мала држава нема во светот за која што не стојат одредени ментори. Која држава сака да употребат? Сојуз. Ментори, да, ама треба да бидат тие богати, да имат ноу-хау, да имат ново знање, да може да научите да напредувате со нив. Океј, кажете ми еден сојуз. Таа алтернатива што договорот со Америка, да, не е доволно исползувана употреба. Не е спротивно од договорот. Евроазијскиот, океј. Ако вложат русите пари тука, ако вложат знаење, ако да ја разгледам и таа опција. Затоа јас викам во овој референдумски период треба да се даде повеќе простори на луѓето од бойкотирам и на оние кои се против. Добро да ги објаснат своите работи, своите ставови и да ги кажат алтернативите. Па народот нека одлучи. Разбирате? Добро. Само еден коментар. Не би сакал да дојдеме повторно до ситуација на ново поместено статус-кво. Што може да се случи. Значи, ако Грција евентуално блокира, имаме искуства, тоа ќе биде нова почетна позиција за Република Македонија или како и да се вика во тој период. И на што ќе правиме компромиси во иднина? Ќе треба да правиме компромиси на идентитетот, на јазикот. Председателот, како викаше, после 30 септември ќе биде 1 октомври. Така да ќе постои Македонија, нема тие апокалиптички... Добро, а повеќе предпазливост. Правиме реална дебата. Што е подобро, што може да биде подобро, тоа е тоа. Други прашања во публиката дали има? Го слушнавме зборот експлоатација неколку пати, но во друг аспект.
ме интересира што ќе се случи со работничките права, со платите, доколку станеме земја членка на ЕУ и НАТО. Бидејќи моментално, да, имаме инвеститори, имаме и домашни компании, меѓутоа платите ни се катастрофа, имаме тотална експлоатација со секоја чест, нели, на ретки исклучоци. Што мислите дека ќе се смени во тој дел? Добро, ајде од младите сега да почнеме, да видиме да. какво е нивното сознание или искуство. Значи, јас сакав да го напоменам и тоа преска како една од причините поради која се иселуваат младите. Еве Штип е текстилен град, така и познат. Меѓутоа, не можеме да кажеме дека нашите работници во овие конфекции ги уживаат своите права, дека овде се почитувани нивните работнички права и можеме да кажеме дека тоа е една од причината поради која младите и напуштаат работа. Втората причина е минималната плата. Дали таа плата ќе ги задоволи потребите на еден млад човек? Затоа се нашите стремежи да влеземе во ЕУ и во НАТО. За да може нашите млади да ги уживаат нивните права и работнички и секакви, да бидат заштитени во секој аспект, а воедно нивната минимална плата да биде покачена. Бидејќи, пак ќе напоменам, со 200 евра плата не се задоволуваат потребите на млад човек. Тоа е мојот одговор и сметам дека овие интеграции на Македонија ќе ја донесат таа сигурност во однос на работата и минималната плата. Бугарија ни е најблизок пример, го имаме. Таму платата веќе минимална е многу повисока од оно што беше во 2007 година. Добро, Чупеска? Само да додадам во однос на прашањето, влегувањето во НАТО значи зголемени економски перформанси на земјата од два аспекти. Прво, заради тоа што со самата безбедност се очекува и долгорочно се очекува економски раст, значи економски раст на долг рок, затоа што се станува збор за сериозни операции кои што ќе обезбедат стабилност на системот во правна, политичка и во економска смисла. Значи безбедносната компонента го стабилизира самиот систем да биде поефикасен. Дотолку повеќе што и странските инвестиции се утрострочуваат, како што кажуваат податоците од претходните членувања. И од тука се очекува, ова што го кажа вашата колешка, се очекува и се разбира работничките права да добијат, нели, своја видливост подеднака како сите човечки права воопшто. Само еден краток коментар. Значи, кога доаѓа странски инвеститор тука, безбедноста е еден од најважните аспекти. Меѓутоа, првиот најважен аспект е да има работна рака. Млада работна рака и квалификувана. Може би со некоја доквалификација. Дури и да се одолжи ова влегување во ЕУ, ајде, НАТО рековме дека е реална можност, ние, работодавачите, ќе мора да се прилагодат од аспект што многу од младите, за жал, се исели од Македонија. Влезот на нов капитал, на нови странски инвестиции се врзува со квалификувана работна рака, која што ние се повеќе и повеќе ја губиме. Проблемот е како да имаме млади луѓе кои што се тука и може да работат, а само по себе мислам дека тоа ќе се диференцира, ќе се профилира на некој начин и работодавачите ќе мора многу повеќе да го ценат работничкиот труд. Се разбира, постојат и државни институции кои што постои законодавство кое што недоволно се имплементира. Ние немаме проблем со тоа што имаме закони кои што не се компатибилни со ЕУ, туку затоа што не се имплементираат тие закони. И пак се враќаме на домашната задача. Дали треба некој да ни врши притисок или тоа треба самите да го регулираме и да го изградиме како систем на вредности во најмала рака. Добро, ви благодарам. Дополнување или прашање плюс? Ајде, повелете. Може да се вклучат и тамо некои од луѓето што се во публиката сакаат. Да. Под кафичи. Тоа точно сакам ја да прашаме дека во последниот период од подпишувањето на договор па наваму гледаме дека има тензи во рамките на нашиот политички систем, особено меѓу владата и председателот во однос на договорот. Дали притисокот од меѓународната заедница и нели сите фактори кои што се вклучени во овој договор, дали нивната желба за некој прагматичен резултат од овој референдум донесува до тоа да кај нас се дури до степен да се заобиколуваат и да се кршат одредени правни и политички процедури? Добро. Кон кого е насочено вака прашањето? Општо примарно. Добро. Ајде од Стојановски на тоа. Да. Значи, околу кршењето на процедури, не е само оваа процедура, сведоци сме последните 2 години дека многу од процедурите, особено во законодавното тело, беа прекршени.
да не споменам дека и околу формулирањето на прашањето и карактерот на референдумот сепак се прекршени добар дел од процедурите. Значи, не може да распишуваме ние постфестум референдум или дополнителен референдум за прашање од кое што е поврзано со ратификација на меѓународен договор, член 24 од Законот за референдум тоа го регулира. Или пак консултативен референдум исто така не може да биде дополнителен референдум. И овие процедури се прекршени. Да не зборуваме за повеќе значното прашање. Очигледно дека има спорни елементи во самиот договор, кои што ги посочивме и се врзани за овие идентитетски прашања, председателот одлучил да постапи на начин на кој што постапил, односно не постапил, и ќе видиме тоа какви ќе има консеквенции, меѓутоа договорот е ратификуван во собранието, иако не е објавен во службен вестник на Република Македонија. Искрено немам конкретен одговор на ова прашање. Важно ми е, она што јас гледам важно е ние да си ги исполниме нашите обврски од договорот и што поскоро да влеземе во НАТО. Во врска со процедурите, јас не знам вие на кои конкретно процедури рефериравте дека се прекршени и би сакала да ми дообјасните за да можам да одговорам. Бидејќи малку матно ми изгледаше тоа. Добре, Закон за референдум, член 24, член 27. Не претходно нешто рековте, беа прекршени некои процедури, а не ве разбрав во рамките на собранието. Кои процедури? Имавме прекршени процедури за избор на председател на собранието, например. Приносење на законот. Мислите на 27 април, на тоа мислите? Да. Значи беа прекршени. Па немаме записник од собранието. Јас се уште не сум видел записник. Вие за 27 април го поистоветувате со кршење на процедура, а не со обид за атентат. Тоа е дополнително прашање. Значи јас ве упатувам во делот на процедурата. Мора да се записник немаме се уште, тоа е факт. Добро. Ја ви благодарам за ова, бидејќи сега да не се враќаме толку далеку. Ајде. Ја малку полагано тоа ќе го дискоментирам. Па и не е лошо, треба да има некој против. Има ставови, дали се искрени, дали се... Не е лошо што председателот е против, има такви антички ставови. На крајот, ако се биде фино, па ќе се повунат грсте, ќе речете овие што сме им дале, многу е добро. Околу процедурите за референдумот, професоре, многу внимателно го читам, гледам многу луѓе го немат законот за референдум прочитано, таму има член 28-29. Знаете, задолжителен и предходен. Предходен... Не, дополнителен и предходен, а задолжителен е нешто. Задолжителен се само за встапување во сојуз со други држави, именување на границите на државата и на барање на граѓаните. Таму што пишува? За да биде успешен тој референдум, треба не 50 плюс 1 од излезените 50 плюс 1 од вкупното гласачко тело да гласа, туку 50 плюс 1 апсолутно од вкупното гласачко тело, значи над 900.000 треба за да гласат. Па не знам тоа дали некојаш ќе успее. Инаку околу за НАТО референдум ниту во Црна Гора имаше, ниту во Хрватска. Да, но за ЕУ е неопходен задолжителен. За ЕУ ќе видиме, за ЕУ. Иако имаме простор да се разбереме сега со договорот. Значи додека стигнеме до ЕУ, ние 2 години сигурно ќе поминат. Ќе си распишеме друг референдумот за независноста беше, како беше прашањето? Комплексно беше. Со можност за стапување во сојуз со државите од поранешна Југославија, СФР. И па тоа е веќе искористено. Словенија, Хрватска и Црна Гора се поранешни членки на СФР. Веќе ако одиме до крај да се... Дајте малку по-реално, да внимаваме на тие работи сега. Не, беа споменати процедури. Затоа што и прашањето е проблематично. Добро. Јас, например, ако сум пацифист, НАТО не ми се свиѓа да биде во прашање. За ЕУ секако ќе треба друг референдум. Да, но споменавте повеќе пати, добро е да има различни мислења и така навистина е добро. Опозицијата е практично пред изјаснување за тоа што и како ќе се изјаснува на референдумот, како став ќе заземе, тоа веројатно ќе се случува вечерва и во текот на вечерта. Што очекувате од таму? Ете, јас да бев лидер на опозицијата, би се одлучил јас да почитувам носење на одлуки, решителност. Ова ми личи некако да сите се договорени, значи ние сме некој филм underground, долу ни пуштаат нешто, они одозгоре решаваат, знаеш.
Кој знае што се крие? Меркел дојде тука, не може така лесно пред Меркел да се однесуваш ти да глумиш. Веројатно има некоја насока што е договорена и прават истражување анализи дека вака е подобро. Очекувам, може би да рече лидерот на опозицијата, секој граѓанин нека се одлучи по своје убедување. Меѓутоа, мора да каже тој што ќе направи. Може би ставот ќе го каже на 30 септември. Не може така, тоа е политичко самоубиство за него. Затоа што касно е за бойкотирам сега да се изјасни. Се согласувам тука. Требаше многу порано да. Ова игра некоја, не знам, мислам дека се е некако спакувано, како беше тоа за време на војната во Словенија, тој војникот нека е жив и здрав, веројатно е уште жив и здрав, кога го прашува што се случува, не знам. Како викаше, они као хоче да се отцепе, ми као им не дамо, значи така и кај нас нешто се случува. И мислам дека така ќе мора да се изјасни што и да повика по своје убедување да гласаат. Не знам сега може би се случува тоа. Мора да каже лидерот на опозицијата дали ќе излезе и како видите лицемерно е ако ти на секои избори повикуваш да гласаат за тебе, да ги убедуваш граѓаните. И сега мора да имаш став. Ке бойкотирам, став е тоа. Ке гласам против, став е тоа. Ке гласам за, став е тоа. Затоа што изворот на референдумот може да го чини многу во политичкиот капитал. Па тука лежи причината зашто толку тактизираат. Затоа што не можете да побегнете од нешто што е ваша одговорност. Референдумот колку 10 на 12 години стои во нивната програма. Тие го ставија. И на тоа се закачи СДСМ. Може би ние имаме поинаков став. Гласале народот за вас, што има да не прашувате, сте добили од нас зелено светло, гласате во парламентот. Преземете одговорност. Ова е многу пацарска ситуација, сега кај ќе го прашаме народот. Дали тоа беше алиби само со референдумот? Се излегува дека било алиби само што било напишано во програмата. Ако си го напишал, треба да го испочитуваш. Без разлика како ќе гласаш. Стојановски, што вашиот став? Знаете, граѓаните може и да одлучат и да гласаат за и против, дури и да бойкотираат. И опозицијата е во некаква покомотна позиција и може понекогаш, не понекогаш, туку се разбира мнозинството ги носи одлуките и таа може да се чувствува лагодно. Но во ваков случај, кога се носи одлука која што е надпартиска, национална, одлука која што отвора повеќе или помалку некакви перспективи, тие требаше да имаат став и се согласувам дека веќе е доцна дури и сега да го профилираат тој став. Тој став тие требаше да го профилираат најдоцна до 15 јули. Има две опции јасно. Според она што идеолошки го детерминира нивниот профил на политичка партија. Или да повикаат за бойкот, или да повикаат да се излезе и да се гласа против. Меѓутоа, ако повикуваа на второто, тие требаше да излезат и да работат на терен. Очигледно е дека помеѓу партиското членство преовладува мислењето за бойкот или барем е изедначено. И тука е тој внатрешен притисок е очигледен. Од друга страна, ако повикаат на бойкот, се разбира постои притисок од надворешниот фактор и меѓународната заедница. И не се во завидна позиција, но мора да донесуваат одлуки. Доколку сакаат да водат држава во иднина, да формираат влада, тие мораат да покажат државотворност. Во услови кога 35 до 40% од македонските граѓани не гласаат на избори. Дали сметате дека повикот на бойкот е опција која што се лепи на една група од 35 незаинтересирани проценти на граѓани? Тие 35 не се... Тие не гласаат на ниедни избори, да речеме. Не. Вака, на изборите ние имаме, особено на последниве неколку циклуси, речиси максимална политичка мобилизација. И тие избори имавме излезност околу 63-4-5%. Тоа е со речиси максимална политичка мобилизација. Може би неколку посто не излегле, но останатите не се физички присутни. Цензусот не го рушат луѓето кои што не излегуваат, туку луѓето кои што не се присутни во државата. Со 30% неизлегување, последното истражување кое што го има М-Проспект и МЦМС, може да се направи проекција дека излезноста, според тоа истражување, излезноста би била помеѓу 700 и 750. Сакате да кажете дека цензусот е нереален во овие услови при ваков избирачки список? Цензусот е реален, но со речиси максимална политичка мобилизација, кога речиси сите би излегли и би гласале. Ме разбирате, неколку стотини илјади, многу луѓе не се присутни тука.
Имавме во Македонија немаме ни попис. Имавме од Светска банка податоци за 2013 година помеѓу 450 и 650 илјади луѓе не се присутни тука. И тоа е она што го руши цензусот. Дали тоа значи дека има политички легитимитет, одговор за со добиени 700 и 800 илјади гласачи при недобиен цензус? Легалитет нема, легитимитет, меѓутоа секако е консултативен референдум, така да одлуките се носат во собрание. Да, во права сте и ова што кажа колегата, и заради консултативноста бројката ќе биде легитимна. Мислам, гестот е важен тука, да се даде на сите да одлучат за себе. И затоа референдумот го сметаме за непартиска политика, туку тоа е нешто што повикува граѓанска одговорност да си се произнесеме за она што мислиме како треба да живееме во иднина. Тоа е поентата на референдумот. Catch all party, по таа како се кажа чадор парадигма, да се упати на сите независно кој каков политички бекграунд има. Битни се граѓаните тука, нивната респонзивност, нивната одговорност да се одлучат за себе. Да, но тогаш се поставува прашањето зошто се прави референдумот доколку институциите треба да одлучат. Затоа што се прави чест на граѓаните тие да учествуваат во тоа што нив ги засега и секако дека тоа ќе биде земено предвид. Се постави, го толкуваме на различни начини сите и мислам дека треба да се даде одговор. Заврши секако што нема без разлика како ќе биде резултатот од референдумот, нема да има импликации по договорот. Тоа ќе се заврши како задача. Ќе има политички импликации за Заев, за Мицкоски, ако излезат 700.000 и од нив 600.000 гласат за, легитимитетот е голем за да се тера процес. Повеќе импликациите се проблематични за владеачката партија, односно за лидерот, тие што го туркаат договорот. Дури, не знам сега како стојат рейтинзите, знаеме како стојат, тука е ризикот, ако се надпреварува, поистоветувајќи го ова и резултатите од референдумот со надпреварни избори, опозицијата, например Мицкоски, тоа ќе си го мери својот рейтинг да излезе многу поголем пораз, многу поголеми импликации ќе бидат за СДСМ и за Заев, ако он е за против и ако таа бројка биде на 400.000, цензусот да биде постигнат и да биде многу значителна таа бројка. Тогаш неговата моќ. Тогаш Мицкоски има вин-вин ситуација. Сакам друго да кажам, ова решен договор, а има 400.000 гласачи. Околу тие што не гласаат, абстинентите, не можеме буквална паралела да правиме абстиненти на избори и абстиненти на референдум. Затоа што тие што не гласаат, се индиферентни, не заинтересирани на избори, го прават тоа поради гнев кон политичките елити. Не веруваат дека кој да дојде ќе промени нешто. Сите им се исти. И тие заради тоа не излегуваат да гласат. Но сега не се работи за политички елити, не треба така да се поистоветува. Туку сега станува збор за нешто кое суштинско, судбоносно може да донесе различни ситуации и да останеме вака и да отидеме. Да, само краток коментар да дополнам или публика има прашање. Завршуваме тука, повелете. Значи само краток коментар. Се согласувам со последнава констатација, меѓутоа ние живееме во услови на консенсуална демократија. Може да се случи на референдумот и ќе се случи. Добар дел од македонците, речиси дури можеби и помалку од половина од етничките македонци, да не се изјаснат за. Значи, половина од тие гласови ќе бидат од немнозинските заедници. Ние сме граѓанско општество, но истовремено и сме консенсуална демократија и ова може да отвори некакви проблеми во иднина од аспект на политичка мобилизација. Но се согласувате ли дека овој референдум не е за партиите, туку е за државата? Не, апсолутно. Дури јас сум уверен дека многу поддржувачи на СДСМ ќе гласаат против, може би дел од поддржувачите на ВМРО ДПМН ќе гласаат за. Значи сосема е тоа легитимно. Дел ќе бойкотираат, дел ќе излезат, ќе гласаат против. Сакала да кажам нешто од аспект на младите. Значи одлуката за бойкот јас ја сметам за несериозна одлука кога станува збор за младите. Бидејќи на голема важност на нас како Совет на младите, предпоставаме на сите останати кои работат во младински организации со млади, младите конечно во нашата држава да разберат дека нивниот глас е важен, дека нивниот глас одлучува без разлика дали тоа ќе биде да или не, одлучува за креирањето на политиката во нашата држава и одлучува за креирањето на нашата иднина. Така да јас ги повикувам сите млади да го искористат своето право на глас. Да додадам може? Кратко сакам да додадам апел и јас имам еден до младите
да не се зезнат како младите во Британија, да ги преспијат гласањата за Брекзит, затоа што потоа Брекзитот ефектуираше најнегативни последици токму према младите. Сега, бидејќи тие не отидоа во доволен број да гласаат независно за или против, најмногу ефект негативен врз нивната иднина има. Од тука апелот посебен сакам да пратам до младите да не го преспијат денот на референдумот. Бидејќи на наредниот ден по референдумот најповеруваното прашање во Google беше што означува Брекзит. Се појави интервјуа на дневниот весник Guardian, каде млади се наоѓаа во неизвестно што понатаму со сето оно што го тие користеле како млади кои живеат во земја членка на Европската унија. Сметам дека не треба да го дозволиме ова ние како млади на оваа земја. Така е, добро. Добро. Кратко блиц прашање, значи ве молам за 30 секунди и до кого го поставувате. Добро вечер. Се извинувам, имам прашање до професорот Стојановски. Директно професоре, дали сте вие као професор за прво за НАТО и за ЕУ? Да, многу повеќе сум за НАТО отколку што за ЕУ, бидејќи ЕУ коментиравме претходно многу подалечна. Ви благодарам. Друго, јас сум 61 година. Работам све, највеќе земјоделие. Ако влеземе во ЕУ, нашата грозие нема да се продава сега 13 денари и 15, немам работници, плаќам 1500 денари да дојда. Зашто немам? Затоа што младите си отидоа. Мицков си зима у фотелја плата, не сум партиски, нека проверат. Митковски зашто не каже дека ќе се изјасне дали е против или не. И одговара за да владеат со овој млад народ. Разбудете се млади, време е веќе. Ако влеземе во НАТО и ЕУ, нашите производи ќе се продаваат по лебот кај нас е 15 денари. Знаеш зашто? Ја ќе ти одговарам. У Грцка е 0,80, 60 денари. Грците ни го купие нашето жито по 8 денари, а ни го продаваат лебо по 0,80. До кога? Треба младите да се разбудат, да улеземе прво у НАТО и после ЕУ и ова. Иначе да ви кажам, сум влав по народ, се гордеам и ќе гласам, јавно кажувам, од никој не се боам. Ќе гласам за младите да влезе Македонија и во НАТО и оно. За името мало важи, Северна Ирска, тука тие приказки ние ќе кажуваме. Разбудете се млади. Не држите предавање, вакво било. Има си правници, ќе си го решат. Ја 35 години одам во Грција на одмор. Никој ништо не ми е рекол дали сум македонец или не. Ја се гордеам што сум македонец, али не може. Имам 2 деца. Керка ми работи у Скопје во странска фирма. Сир ми е сега во Германија. Знаеш зашто? Оти работи за пари повеќе тука. Овде нашите газди, да не ги именувам, работниците по 200 евра. Ако ќе влеземе у НАТО и ЕУ, нема да биде 200 евра. Ќе биде 400-500. А вие, професоре, да ве прашам, колку зимате плата, ако не е тајна? Ја ќе си ја кажам мојата. Одговорите, ево, јас зимам, професоре, јас зимам 20.000 со придонеси сам. Плаќам си сам социјално све. А вие не ми одговоривте колку плата зимате. Не е должен да одговори на ова прашање, но вие разбравме поентата. Ама ви кажем, зашто ја ја да зимам 20, прашањата ги елабориравме и во добар дел се согласувам. Ви благодарам. Значи треба да влезе прво НАТО и ЕУ. Благодарам. Добро, ова како своевиден и сублимат на вечерашната емисија му благодариме и на последниот соговорник. Не остана до крај да ја дослуша, но секако ние тука се одјавуваме, почитувани соговорници. Ви благодарам што бевте вечерва овде односно денеска овде во Штип. Се гледаме на некои од наредните дебати и се разбира благодарам до публиката, ви благодарам што бевте активни.